Со ова видео би сакал да споделам еден прекрасен спомен од пред 30 години, кога како уредник и водител на младинската емисија, заедно со моите соработници, ја добивме златната плакета за најдобра младинска емисија, кој учествуваше на деновите на македонското радио, кој во далечната 1991 година се одржаа во Битола. Мојата приказна со младинската емисија започна во далечната 1983 година и навистина долг временски период бев на позицијата уредник и водител на истата, тогаш позната како емисија од млади за млади. Емисијата беше доста слушана или со други зборови многу популарна меѓу младите, бидејќи беше единствениот медиум каде што младите можеа да ги слушнат сите информации поврзани со културно-забавниот и спортски живот на младите, потоа сите училишни активности и разни манифестации кои се одржуваа во тоа време, а ги имаше навистина многу, и секако прекрасниот музички избор. Имаше прекрасна интеракција со младите слушатели, бидејќи емисијата одеше во живо и имаше отворена телефонска линија, каде што слушателите се јавуваа и ги кажуваа своите мислења за одредени теми кои одеа на емисија, или пак бараа некоја музичка желба, а ги предочува и проблемите кои што ги засегаа младите. Радиото работеше со средно бранов предавател, така што сигналот беше премногу јак и се слушаше дури до Битола, и скоро секогаш имавме јавување од Штип, Кочани, Велес, Кратово и од други места. Во подолгиот период на работа со младинската емисија имав задоволство да работам со прекрасни водителки, колешки кои беа дел од младинската емисија, меѓу кои би ги издвоил Весна Додевска, Емилија Алексовска и секако Весна Милановска, со која најдолго поминавме како водителски тандем. Во 1991 година добил шанса емисијата да учествува на надпревар од највисок ранг, во кој учествуваа сите локални радиостаници од Македонија, попознат како Денови на македонското радио, и тоа за прв пат после повеќе години работа во младинската емисија. Навистина предизвикот беше огромен, но и одговорноста исто така, бидејќи требаше да одбереме тема која што ќе одбележи емисијата во поголемиот дел и секако музичкиот избор за кој немам сомнение дека ќе биде еден од најдобрите, бидејќи раководството на Домот на културата во тоа време ја прифати мојата сугестија за соработка со едно од најдобрите аудио студија на просторот на поранешна Југославија, студио кое соработуваше со најпопуларното Ю радио, култната Белградска 202. Што беше уште покарактеристично за ова надпреварување е тоа што беше прво по самостојувањето на Македонија или само месец-два потоа, и тежината на темата за емисијата беше уште поголема. Скоро сите радио од Македонија имаа малку потешки, да не кажам политички теми, а јас одбрав тоа да биде забавата на младите во Пробиштив, што се покажа како добитна комбинација. Покрај Весна Милановска во оваа победничка емисија, како дел од екипата учествуваше и Габриела Данеска. Мислам дека е прекрасно чувството да и после 30 години го разбудиме споменот на повеќе генерации кои расте и ја поминаа младоста со младинската емисија на Радио Пробиштив. Што се однесува до продолжувањето на ова моја пасија или огромна љубов кон радиото и телевизијата е мојот ангажман во телевизија Протел во втората половина на 90-тите со музичката емисија Музика и повеќе од тоа и 38-те емисии реализирани во Еко радио во 2012-2013 година, во која ги представував најголемите хитови од 70-тите, 80-тите и 90-тите години. Искрено сакав во ова видео да направам поголем осврт за работата на младинската емисија од почетокот до последната емисија, но навистина нема многу слободно време, па така ќе оставам просторот за размислување и за другите водители кои беа дел од младинската емисија да се направи некој поголем документарец и да се остави историски видеодокумент за една од најпопуларните емисии на Радио Пробиштив, младинската емисија од млади за млади.